Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате 10-тиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Ова е македонски превод на говорот кој го одржал Хазрети Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разијалаху анху, халифатул Месих II, во текот на Џалса Салана, годишен собир на Ахмадија муслиманскиот џемаат на 28 декември 1916 година и Фазл Умар фондацијата го печатела на урду јазик како Зикир и Иллахи. Рабва декември 1982 година. खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार. Има уште една важна и корисна постапка, одлика на вистинските верници и кои се свртуваат од се што е безсмислено. Оние кои имаат навика да се занимаваат со беззначајни и безвредни мисли, ќе останат подложни на таквите мисли и за време на намазот. Ако настојуваат да ги отфрлат таквите мисли од себе, ќе бидат исто така спасени од таквите мисли и за време на намазот. Има многу кои се впуштаат во приказки и легенди, како шеик Чили од Иран. Таквите мисли не им прават ништо добро. Не треба да му дозволува на умот да се спушта со плитки мисли, кои се само лични замисли. Особено се бескорисни мислите, кои се однесуваат на минати нешта, кои не можат да се сменат. Да се грижиш за такви работи на вистина е голема глупост. Треба да биде очигледно дека човековите напори се концентрираат таму каде што се упатени. Ако некој своето внимание го насочи кон празни мисли, ја губи способноста да се посвети на корисните. Затоа треба да ги запрете безкорисните мисли и да го свртите своето внимание кон корисните идеи. Ако така направите, вашиот ум ќе стекне навика да размислува за корисните идеи. Да се размислува за друга задача додека се извршува една е безкорисно, освен во некои случаи. Умот на тој што го воспитал да се концентрира на корисното, нема да мисли на други работи за време на намазот. Следната постапка е многу корисна. Таа ја доведува духовноста до нејзиниот врв. Еднаш честниот пратеник салаллаху алейхи веселем бил запрашан што е исанот, добрината. Тој одговорил: обожавајте го Аллах како да го гледате или барем бидете свесни дека тој ве гледа. Кога застанете за намаз, замислете дека стоите во Божјо присуство и дека може да го видите, не во неговата физичка форма, туку во неговата слава и величественост. Тоа во умот создава страф од неговата величественост и моќ. Умот внимава да не прави ништо безкорисно во тоа време. Ако не можете да го замислите Бог, верувајте, како минимум, дека тој ве гледа вас. Тој е запознаен потполно со тоа што вие го работите. Размислувајте ревносно. Кога ќе кажете Елхамдулилах, сета пофалба му припаѓа на Аллах, дали состојбата на вашето срце го потврдува тој дух? Или тоа е сосема заземено од некои други мисли? Ако умот е зафатен со различни правци, самите опоменете се и направете вашето срце да се соедини со она што е изговорено со вашиот јазик. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели дека секој Божји роб кој клања 2 рекеата со таква посветеност да не зборува со својот нафс, ќе биде ослободен од сите гревови. Замислете ја тогаш положбата на оној кој секогаш останува во таа состојба. Според тоа, во целост да се концентрираш кон Бога за време на намазот не е лесна работа. Немојте да ги земате несериозно методите кои јас со Божја милост ви ги опишав. Постапувајте со нив со искреност. Ако правите така, ќе бидете многу благословени. На крајот на намазот, ние го изговараме познатиот поздрав Асаламу алейкум ва рахметуллах. Ова е прекрасен показател за одржување на концентрацијата. Вие велите Асаламу алейкум кога од некаде доаѓате. Кога муслиманот вели Еселаму алейкум ве рахметуллах на крајот на својот намаз, тој тврди дека бил да му ја искаже на Бога
својата послушност и подчинетост и сега се враќа. Тој вели дека сега донесува порака за мир на своите другари, муслимани. Бидејќи физички бил присутен на тоа место, единственото значење може да биде дека неговиот дух паѓал на тлото во Божјото присуство. Тој така бил зафатен во својот ибадет, што бил повлечен од светот. Изговарањето Еселаму алейкум на крајот од намазот покажува дека за муслиманот е неопходно да биде буден во чувањето на својот намаз, затоа што во тоа време е присутен во дворот на семокниот Бог, кој на муслиманите им вели: тие внимаваат на своите намази. लोग करते हैं प्यार, लगाते हैं दिल अपना उस पाक से वही। Шејтанот сака да ги разбере неговите намази, но внимателните муслимани ги чуваат своите намази од неговите напади. Затоа секој поединечно треба да го чува својот намаз. Кога клањате намаз, имајте на ум дека сте влезени во Божјото присуство. Кога се вратите, треба да им донесете радосни вести на оние од десната и на оние од левата страна и да им кажете дека сте донеле мир и благослови за нив. Но ако некој некогаш не бил во Божјо присуство и останал зафатен со своите мисли, тој ќе изговара голема лага кога вели Еселаму алейкум, верахметулах. Тој се обидува да им каже на луѓето дека се враќа од кај Бога, а воопшто не бил таму. Направете ги сите напори да ги сочувате своите намази. Пружете му силен отпор на шејтанот, зашто тој се обидува да ве држи подалеку од Бога. Запамтете, иако целиот ваш намаз е потрошен во непрестајна борба, на крајот ќе успеете. Јавното прогласување како спомнување. Јас досега спомнав 3 вида на зикр намазите. Учењето на честниот Куран и другото спомнување на Аллах освен намазите, извршено приватно. Останува уште еден вид на зикр кој се врши јавно. Тој се извршува на 2 начина. Кога ќе се сретнеме со други муслимани, треба да зборуваме за Аллаховата моќ и слава и да се подсетуваме на неговите благослови, наместо да се впуштаме во безвреден и бескорисен разговор. Тоа го чисти срцето и создава простор за најдлабоки чувства. Еднаш, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем излегол од дома. Видел некои луѓе на намаз во џамијата. Некои други седеле во круг и говореле за верата. Тој се придружил на втората група и рекол: тоа што овие луѓе го прават подобро е. Тоа значи дека понекогаш јавното прогласување е подобро од спомнувањето во приватност. Постои време кога спомнувањето во приватност е неопходно, но кога се присутни повеќе луѓе, покорисно е да се учи јавно за еден со друг да ги споделат своите духовни искуства. उसे दे चुके मालो जां बार बार उसे दे चुके Но и држењето по страна под овие околности може да доведе до претерување. Толкувањето на значењето на честниот Куран исто така е вклучено во овој вид зикр. Слично на тоа, повикувањето на другите муслимани на добри дела се вбројува во зикр. Потоа овде е зикрот кој се извршува на собирите на противниците. Сите религии освен исламот се виновни за испуштање или додавање во опишувањето на Божите атрибути. Затоа опишувањето на вистинскиот статус и Божјата слава на нивните собири е зикр. Аллах вели: о ти прекриениот, стани и опомени, и Господарот свој величај го. Да се опоменат луѓето и да се изрази Божјата возвишеност пред нив, овде вклучено е како текбир, што е дел од зикрот. Да заклучиме, изнесувањето на Аллаховите атрибути пред луѓето кои припаѓаат на друга вера е зикр. Сурата 87 од честниот Куран, сура Ал-Ала, исто така го истакнува овој факт. Зборот зикр употребен е посебно во таквите активности во сурата Ал-Ала, која вели:
Затоа продолжи да советуваш. Советот секогаш користи. Користи од зикрот. Јас сега ќе се свртам кон користите од зикрот. Најголема корист од зикрот е тоа што тој води кон Божјото задоволство, не само како било кое добро дело, туку на посебен начин. Наградата за некое дело е мерка за неговата важност. Семокниот ни кажува дека зикрот е највозвишената од сите работи. На друго место во честниот Куран тој вели: Аллах на многу верници им ветил ливади низ кои течат реки, каде тие вечно ќе живеат, чисто престојувалиште кое ќе биде во дженнетите на вечноста. А Аллаховото задоволство е поголемо од се. Тоа е врвниот успех. Највозвишена награда е Аллаховото задоволство. Оваа најголема награда може да произлезе само од најголемото дело, како што е зикрот. Од тука наградата за зикрот е Аллаховото задоволство. Во наведениот ајет, Семокниот Бог ги разликува Аллаховото задоволство од другите награди. Тоа покажува дека тоа е нешто поголемо и посилно од се. Навистина, за вистинскиот верник не може да има поголема награда од примањето на задоволството на неговиот Господар. Аллах јавно укажува на тоа дека ако правите зикр и иллахи, највозвишеното од сите дела, ќе го примите Аллаховото задоволство, најголемата од сите награди. Спомнувањето на Аллах може да доведува до спокој и мир во срцето. Аллах вели: Нека слушаат оние што веруваат и чии срца се смируваат кога ќе го спомнат Аллах. Слушајте, со спомнувањето на Аллах срцата се смируваат. Срцата наоѓаат утеха во зикрот. Зошто? Затоа што грижата е предизвикана од стравот од неволјата што престои. Ако човекот верува дека постои решение за секоја неволја, тој нема да биде загрижен. Кога некој го спомнува Аллах и се согласува дека тој со неговите неограничени моки може да ги тргне сите видови препреки, неговото срце го теши велејки: зошто да се грижам? Јас имам семоќен Бог. Тој сигурно ќе ги острани моите тешкотии. Таквите мисли ми даваат мир на умот. Аллах е пријател на оној кој своето време го троши во негово спомнување. Тој за него возможува место во своето присуство, дури и на овој свет, како што вели Аллах: Затоа сеќавајте се на мене и јас ќе се сеќавам на вас и бидете ми благодарни, а не неблагодарни. Исто како што и земните кралеви ги повикуваат поданиците на прием кога се задоволни со нив, така и Аллах прави. Спомнувањето на Аллах го спасува човекот од грев. Семокниот Бог вели во Куранот: Ти учи ја книгата што ти е објавена и врши намаз. Навистина намазот ги спречува срамните и грди нешта. А спомнувањето на Аллах навистина е најголемо од сите спомнувања. А Аллах знае што правите вие. Намазите ве спречуваат во непријатноста и во злото. Како што реков и порано, намазот е форма на спомнување на Аллах. Така спомнувањето на Аллах чува од грев. Зикрот е тежок. Кога тој падне на глава на шејтанот, тој ќе биде згмечен и нема повеќе да ве тера на зло. Спомнувањето на Аллах ги засилува срцата и духот во борба против злото. Како што вели Семокниот Бог: О, вие кои верувате, кога ќе се соочите со некоја група, бидете цврсти и многу спомнувајте го Аллах, за да успеете. Според овој ајет, еден од начините да се спротиставиме на силниот непријател е да го спомнуваме Аллах често. Личноста што го спомнува Аллах ќе биде успешна во сите своји задачи, под услов Аллах да го спомнува со крајна посветеност. Ова е докажано со ајетот што го спомнав порано. Аллах вели: И многу споменувајте го Аллах, за да успеете. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели дека на судниот ден 7 видови луѓе ќе ја имаат сенката од Аллаховата милост. Еден од тие видови се луѓето кои го спомнуваат Аллах. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем додал дека тоа ќе биде тежок ден. Никој ништо слично нема да има видено дотогаш, зашто гневот Аллахов ќе биде голем тој ден, бидејќи сите организатори на неволите ќе бидат изведени пред него.
Сонцето ќе се приближи. На секој на кого ќе му биде дадена сенката на Аллаховата милост, ќе биде навистина среќен. बार बार उसे दे चुके मालो जां बार बार अभी खौफ दिल में Аллах ги прима довите од оние кои го спомнуваат. Довите во чесниот Куран почнуваат со зикр, тоест со теспих и тахмид. Првата дова е содржана во сурата Ал-Фатиха. Ова сура започнува со ајетите, кои се содржат исклучиво од зикр. Во името на Аллах, милостивиот, дарителот без барање, сомилосниот. Сета пофалба му припаѓа на Аллах, господарот на сите светови, милостивиот, дарителот без барање, сомилосниот, владетелот на судниот ден. Потоа доаѓа делот, кој дел е за Бога, а дел за човекот. Ние единствено Тебе те обожаваме и единствено од Тебе помош бараме. На крајот доаѓа молбата: упати не на вистинскиот пат, на патот на оние на кои им даде благодат, на кои не се истори гневот и кои не залутаа. Сурата Ал-Фатиха е дова, но Семокниот Бог ја започнува со спомнување и ја завршува со молба. Истиот феномен го забележуваме во светот. Кога просекот дојде, тој прво го фали домаќинот, па потоа почнува да моли. Слично на тоа, кога човекот оди да го моли Аллах, тој првин треба да ја потврди неговата моќ и да ја признае својата слабост. Пратеникот Јунус, алейхиселам, го направил истото кога заплакал од дното на мракот говорејќи: нема Бог освен Тебе, Ти си свет, навистина јас сум помеѓу грешниците. Тој првин ја изразил Божјата слава, па потоа ја искажал својата состојба. Покрај тоа, чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, следната изјава му ја препишува на Аллах: оној што ќе остане зафатен со моето спомнување, ќе прими повеќе од оној што продолжува само да бара. Овој хадис не значи дека не треба да го молите Бога. Сурата Ал-Фатиха, која е мајка на книгата, го спомнува зикрот со довата. И чесниот Куран и хадисите не поучуваат на многу дови. Овој хадис значи дека оној кој не чини зикр, туку само испраќа молби и барања, прима помалку од оној што продолжува да моли за она што треба и покрај тоа, времето го троши за зикр. Зикрот е средство за примање на Аллаховата прошка од гревот. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели дека на оној кој врши такбир, тахмид и таспих, сите гревови му се опростени, па дури и ако се безбројни, колку пената во морето. Зикрот ја изострува проникливоста. Оној кој што го спомнува Аллах, открива работи и мудрости со кои и самиот е изненаден. Семокниот Бог вели: навистина, во создавањето на небесата и на земјата, и во смената на ноќта и денот, знаците се за разумните луѓе. Оние кои го спомнуваат Аллах, стоејки, седејки и лежејки на своите страни и размислуваат за создавањето на небесата и земјата: Господару наш, Ти не си го создал напразно тоа. Слава Ти, спаси не, тогаш од казната на огнот. Спомнувањето на Аллах води кон исправност. Овде е хадисот во кој чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем следното тврдење го пропишува на Семокниот Бог: кога мојот роб ме спомнува мене во своето срце, јас го спомнувам него во себе, а ако тој мене ме спомнува јавно, јас него го спомнувам јавно. Овој хадис покажува, на пример, кога човекот вели: свет си Ти, о Аллаху, Аллах возвраќа со благослов, и ти исто така да станеш свет и очистен, зашто Аллах вели дека чистењето сигурно е постигнато. Слично на тоа, кога човек го велича Аллаховото име помеѓу другите, Аллах го воздига неговиот углед помеѓу луѓето. Светот го признава како исправен човек. Човековата природа е таква, ако често се дружите со некој, вашата љубов кон него ќе порасне. Луѓето дури го засакуваат селото или градот во кој живеат. Кога некој го спомнува Аллах, дење и ноќе, и го спомнува неговото име,
неговата љубов кон Аллах постепено ќе порасне. Ова се накратко користите од спомнувањето на Аллах. Јас го молам Аллах да ги направи корисни за мене и за сите вас. Амин. खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार। Ова е последниот дел и книгата Аллаховиот зикр е завршена. Еселаму алейкум.